Следува блокот мода со мојот колега Сергеј Варошлија. Нема да кажам добре дојде, туку ќе те прашам, Сергеј, прво е бидејќи е прво студио 1 за оваа недела, Така. како го помина викендот, а второ би те прашал за последниот прилог на колегите од Шоубиз. Има ли рефрен кој што ти го памтиш? Малку сум у шок од прилогот на Шоубиз и од тоа све што го видов од тие модни, немодни катастрофи, тоа не се ни модни катастрофи, тоа се секакви катастрофи. Тоа треба да се фрли еден огин, Анџелина Џоли да им се јави и да им фрли огин, тоа не треба заради такви примери народов не знае што е што. Е буквално заради тоа. Тие се тие општествено-социјални грешки што се случуваат кај нас и што луѓето го гледаат тоа и мислат дека тоа така треба. Добро, може да би ти замериле оние кои што ја почитуваат таа музика. Па не, тоа не е веќе ни музика. Меѓутоа, за да слушнеш нешто, треба да сакаш и да го гледаш, нели? Односно, прво за да сакаш да чуеш нешто, треба и визуелно да те привлече сето тоа. А тука јас визуелно само ме и шокира, така да... А звукот малку од викендот ми е пореметен, малку тука жлездата ми е отечена. Добар ми беше викендот, не беше лош. Фала ти, благодарам на прашање. Повели со блокот. Да продолжам. Денеска ќе продолжиме, бидејќи сум се уште под импресии од ревијата на, да не го погрешам името, морам точно да го прочитам се тоа. Институт за дизајн и инженеринг на облека при Технолошко-металуршкиот факултет. Значи, Институт за дизајн на облека при Технолошко-металуршки факултет. Да видиме. Ги гледавме овие фотографии. Сега, бидејќи станува за, па се фаќам за истиот збор, Институт за дизајн при Технолошко-металуршки факултет. Значи дека треба технологијата со металургијата да е имплементирана во дизајнот или во облеката. Они тоа вака го направиле. Реков, деца се можеби се под лошо раководство, меѓутоа мислам дека не ја сватиле поентата. А да видиме како тоа се прави у светот, односно како еден од генијалците на 20 или на 21 век, Џон Галијано, за Маison de Margiela го прави истото. Гледайте сега. Гледайте сега. Хоп, смени боја. Тоа е менја боја. Значи гардеробата менува боја при одење. Тоа е таа иновација во материјали, во технолошка надградба. Значи не станува збор за светлосен ефект, станува збор за материјали кои буквално менуваат боја и представуваат една визија. Одиме со следната фотографија. Повторно од истиот институт за технолошки достигнувања. А како тоа го прави Џон? Ајде да видиме. Ова е вистински футуризам. Гледате што све се прави и што све се вткајува во тие материјали за буквално иднината или 21 век. Во иднина луѓето ќе изгледаат вака. И ова е иновација во мода. Ова е висока мода или така кажано хот кутур. Порано во 19 и во 20 век под висока мода се подразбирале халинетини што се влечат по земја. Сега ова е висока мода. Толку ќе ви кажам. А да видиме кај нас како тоа се случува. Па тоа е тоа. Што да кажам, освен брдо, лоши материјали, добра идеја, недоволно добра реализација. Погледнете го тој материјал на сукњата. Не знаете дали е... Не знаете едноставно од што е се тоа направено. И колку е тоа совршено и футуристички ставено во еден концепт. Не знам дали приметувате доли имаат сите патики, буквално не имаат високи подпетици. Од секаде има сјај и во секој материјал има додадено и ПВЦ и латекс. Ова се случува у светот денеска. А што се случува паралелно на оваа тема кај нас? Па, драги гледачи, везат гоблени. На чаршави они везови прават, пошто институтот го... Ја не можам, дајте да се јавиме. Да вртиме кај Мерлин Монро прво.
она што е од прошлиот век, па вика нов, а кој знае колку е страшно. А да видиме Анџелина Џоли што ќе каже за овие креации. Од неа ми е најстрав. Управо е, ова све треба да се запали, веројатно се надевам, пошто доаѓа од институт, дека материјалот не е токсичен, ако ништо друго ќе имаме за огрев ова ако се изгори. И да видиме како она совршено дефиле, мислевме бар Анџелина, не. Значи, не знам како да ви објаснам, гледате и самите го гледате тоа ја што ви го зборувам, како материјалите на лице место го менуваат колорот, и при тоа не станува збор, повторно ќе кажам, за светлосни ефекти, станува збор за имплементација на изработка на нови технологии. Светот оди толку напред да модата, изработката на материјали е исклучително врзана со технологијата. Значи модата, гардеробата не станува збор само веќе за парче тканина, станува збор за создавање нови парчиња на тканина кои изгледаат и реагираат различно и под светлина и под топлина. Совршено. Како да гледаме некој си футуристички филм. Не е футуристички филм, него ова се случи овие денови во Париз, во живо, како што гледате, затоа и ви ја пуштам цела колекција на Марџела. Изгледа при тоа фантастично. Да. Од мене Сергеј Варошлија за денеска толку. Јас ќе се одјавам и се гледаме утре во уште едно издание во Студио 1 на тема мода. Владко? Сергеј, следно нешто, како и секогаш, нели, пракса во Студио 1, информациите од домашниот и меѓународниот спорт. Така.